СДС и таравари го претвораат македонското здравство и здравствените установи во семејни фирми на неколку фамилии блиски до власт. По скандалозните одлуки за именување на директори на докажани митаџи и криминалци Јане Нетковски, Дејан Докиќ и Иван Барбов, СДС наголемо го претвара здравството во семејна фирма на неколку фамилии блиски до врвот на СДС. СДС врши целосен масакар во здравството во Република Македонија, што ќе има далекусежни последици врз квалитетот на здравствените услуги во иднина. Неодговорниот таравари, по назначувањето на ќерката и зетот на собственикот на веледрогеријата Ел Бојор за директор на градската општа болница 8 септември и геријатриската болница во Ѓорче Петров, ја назначи и Ирина Пановска Ставридис, ќерка на собственикот на веледрогеријата доктор Пановски, Златко Пановски и пријателка на Шеќеринска за директор на клиниката за хематологија. Именувањето за директор на здравствените установи, кои се во роднински врски со собственици на веледрогериите, е потенцијален ризик за криминал и фрла сомнеш за можна корупција во текот на директорувањето. Со именувањето на Пановска за директор на клиниката за хематологија се отвара можност истата да влијае на својата клиника или во други клиники во процесот на јавни набавки, фаворизирајќи ја веледрогеријата на таткој, создавајќи нелојална конкуренција на пазарот на веледрогерии. Имено во моментот повеќе од 50% од набавките на клиниката за хематологија се од страна на веледрогеријата на доктор Пановски. Со оглед на тоа дека во оваа клиника се лечат многу тешко болни, можете да замислите која е висината на цената на овие лекови. Исто така можете да замислите колку ќе се зголеми овој процент сега откако во оваа клиника е поставена за директор ќерката на истиот тој добавувач. Именувањето на Ирина Пановска, другарка на Шеќеринска, за директор на клиниката за хематологија, покажува дека СДС не сака и никогаш не сакала професионализам во здравството. СДС едноставно сака и има за цел целосна партизација на здравствените установи во Република Македонија. И поради ваквата неодговорност и неспособност на СДС, ќе се соочи со политичка одговорност на следните локални избори и ќе биде целосно делегитимирана од страна на граѓаните. Благодарам.